Проблемот со загадувањето може да се реши на поиќе начини. Образованието да се дигне на повисоко ниво, младите да ја заштитуваат средината. Па од граѓаните зависи, комуналното не му да дочисти стално. Проблемот со загадувањето прво секој да не фрлат сек дека. По секаде имат континери работе. А второ, како што е човекот дома чист, така и надвор. Па и да се вклучи и училиштето преку подигање на свеста кај учениците, па учениците кај родителите и така натака. Не треба да се фрла ѓубре, треба учениците да внимаваат, семејствата да внимаваат да не се фрла ѓубре во реката. Проблемите со загадувањето на реката најверојатно прво може да се решат доколку самото население е свесно за природата и чистата вода што треба да ја имаме, и ако ние како локално население се грижиме и нашите отпадоци ги ставаме оному каде што им е место. Па, има многу отпадоци во реката, поготово Вевчанска река е полна со отпадоци. Тука во Вевчани младите се горе-долу одговорни за околината, ама треба и уште поголем свеста да е за одговорноста за околината, и Вевчанската река е прилично чиста. Па многу пати. Па од време на време, сега не сум бил покрај реката да рашитам како е, што е. Од изворите нагоре водата е чиста, значи надолу е проблемот. Па има многу често кај нас. Теа значи има несовесни граѓани кои фрлаат ѓубре во реката. За жал имат. Јас не фрлам лично, али другите ги окорувам да не фрлат. Не, јас не, ама и моите блиски ги советувам тоа да не го прават. Сега младите паќе фрлаваат отпадоци. Јас обично кога шетам покрај реката и не фрлам, иако сретнам нешто и ако имам книџа и во џепот ќе оставам. Јас не, и се трудам секој што е мој близок, така насочам да не фрла отпадоци во реката. Јас искрено не живеам близу до реката и немам навика да фрлам. Ја не познавам ни некој близок да фрла натака. Да ги презема, немаше реката да биде загадена. Се надевам дека тоа ќе се реши во скоро време. Сега за сега работата е тргната на добро. Би требало да се свеста кај граѓаните да се дигне, исто така и кај надлежните органи. Надлежните органи само со казни. Никој не може никому да му нареди душо. Сам треба човек да е свестен во мозгот. Да прави чистоќа. На тој поглед нема никаква акција, бидејќи не гледаат некој профит. Па мислам дека ги преземаат сите потребни мерки. Си има комунално предпријатие кој се грижи за хигиената. Едукација во однос на заштита на животна средина и може да биде и воспоставување на една едукација за селекцијата на отпадот.